Да, и овој петок уште едно ново издание на емисијата Лидер на неделата на Радио Лидер. Почитувани слушатели и оние кои не гледаат преку видеостримот на страната Facebook на Радио Лидер, добре ни дојдовте. Кој е нашиот лидер на оваа недела? Станува збор за наша колешка, новинар, дел од тимот на Види вака. Станува збор за Христина Ѓорѓиевска. Таа е наш лидер на неделата, добитник на наградата Јашар Еребара за годишно истражувачко новинарство за сторијата Заробените бели дробови на градот. Христина е со нас во студиото на Радио Лидер. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Ова титулава лидер на неделата. Не се чувствувам како некој лидер, но ви благодарам за ова титула и навистина пред се поздрав до слушателите и гледачите на Радио Лидер. Навистина ми е мило што во државава и се отворат нови медиуми како што е Радио Лидер. Мојата прва љубов е токму радиото. Да, ќе имаме прилика еве во следните минути да поразговараме и за твојата прва љубов како радиото и за новинарството. Пред се да ти ја честитам наградата која освои од Сдруженијето на новинари на Македонија, престижна награда за многу работи. Ќе претпоставам дека во овие наредни минути ќе докажеме зошто можете новинарите да бидете лидери, а не само бизнисмените, политичарите, економистите, не знам, адвокатите, па дури во овој серијал на Лидер на неделата имавме и градоначалници како лидери. Секогаш овој разговор го започнуваме со она што оди како најава на нашата емисија. Секој вели може да биде шеф, ама ретко кој може да биде лидер. Се согласувате ли со ова? Се согласувам потполно. Ми се чини дека лидер се создава, не се раѓа лидер. И малку ми пречи тој момент, бидејќи јас имам голема тежина кон зборот лидер, барем во моите очи. Мислам дека лидер е човек кој што прави некакви промени пред се во својот живот, а со тоа што прави промени во својот живот, прави промени во своето мало обкружување, па и пошироко. Така што ми пречи моментот кога секогаш за зборот лидер се поврзува со политичар. Така што за мене лидер се оние луѓе кои што прават промени пред се во себе и ги надминуваат сите проблеми и предизвици во животот. Тие се лидери, најголемите лидери. Така што имам среќа со професијава секојдневно да запознавам многу лидери кои што прават многу промени. Спомена дека лидер се создава или според тебе или лидер не се раѓа? Зошто сметаш дека еве лидер се создава, не се раѓа? Нема ли некои предиспозиции дека не знам од мал родители еве ќе позборуваме подоцни за тоа дека семејството впрочем своето дете секогаш ќе му пружи се за да ето утре стане некаков лидер, водач во на што ќе го прави, што ќе го работи? Па сметам дека со текот на времето, со сите предизвици што ќе се соочиш, се јакнеш и така стануваш лидер. Не можеш да се родиш како лидер. Добро, сакаш да ми кажеш дека за лидер да си потребен е стаж? Па не стаж, ама да, до никаде потребен е стаж. Затоа што не може сега, не знам, да се родиш и да бидеш лидер. Так. Лидер се создава со текот на времето, со текот на годините веројатно, и потребно е веројатно да носиш доволно товар за да бидеш силен и да бидеш некаков си водач за да го направиш тоа. А лидери кај нас, еве, во политиката, во бизнисот, во општествениот живот постојат според тебе? Постојат водачи, ама повторно се навраќам на политиката. Едноставно, политичар е човек кој што го бира народот, да, тој треба да биде водач, односно го представува народот. Доделена му е титулата. Доделена му е титулата. Така што сметам дека лидер не треба да ти биде доделена титулата, туку треба да ја стекнеш самиот. Па што треба да поседува еден човек еве за да според тебе за да биде лидер? Да има стаж, тоа што го споменавме, да го носи товарот и јас можам да споменам неколку лидери кои што ги запознав изминатиот период. Правевме доста прилози за Види вака. Например, за мене лидер е Елизабета, една девојка од Еснав, која што е лице со Даунов синдром, која што има неверојатен талент, плета и создава накид, создава облека. За мене таа е лидер. За мене лидер е, пред неколку дена имавме прилог за една господја која што е возач охрана мајка
За мене таа е лидер. За мене лидер се Стефан и Марио, момците кои што имаат освоено медал на специјална олимпијада. Тоа се за мене лидери, луѓето кои што создаваат во својот живот ги создаваат во својот живот некакви си вредности, односно ги надминуваат сите тие предрасуди, сите тие стереотипи, сите тие тешкоти што ги наоѓаат во својот живот, ги надминуваат, а со тоа се водачи на многу промени што се случуваат во општеството. А лидери во новинарството? Има многу. Има ли некој од кои, да речеме, учевте или се восхитувавте, па и од кај нас, можеби и од надвор? Па јас, сите своји колеги, со сите кои што имам соработувано, за мене се лидери, односно водачи, затоа што секојдневно научам нешто ново од нив. Така што не би издвоила никој посебно, но има сите мои колеги што се од работа, за мене се лидери, бидејќи се успешни во својата работа и се учам секојдневно нешто ново од нив. Мислам дека и тоа е убавината на новинарството, бидејќи јас секогаш велам дека еден новинар не може да функционира доколку зад себе нема своја војска, односно доколку зад себе ги нема своите лидери или своите поддржувачи ќе бидат зад себе, треба да ги има. Многу е важно, нели, ако утре кога работите некоја сторија, вашиот уредник или оној кој што е главен ја насочува работата кон каде доди, е поддршка или да биде баш лидер водач на целава работа. Што е важно? Па зависи, ако јас ја водам целата приказна, јас сум водачот, односно лидерот. И позади мене се тие, ние сме една алка која што не може да функционира без еден не може, без монтажерот, не може без монтажерот, не може без снимателот, без уредникот и така натаму. Така што тоа е една алка и секој си е лидер на својот правец кој што го тера. Така што да, и поддржувачи, но и лидери во исто време, би рекла. Спомнав во најавата дека засега во емисијата лидери не биле луѓе кои што генерално нели имаат и општествена одговорност, така и професијата новинарство, но што може да направат лидери во новинарството кај нас? Може да направат многу промени. Јас, за разлика од сите мои колеги новинари, кога ја започнав со оваа професија пред отприлика 10 години, сите мои колеги има розови очила, дека тие ќе го променат светот, дека ќе патуваат низ светот, ќе прават репортажи, ќе прават истражувања, ќе рушат влади и така натаму. Јас имав едни темни очила. За мене новинарството беше нешто каде што пливаш во матни води. И тогаш сватив, за среќа го променив тоа мислење 10 години подоцна. Ги симна темните очила. Ги симнав, сега ги имам розовите очила. Па не дека се е добра, но дека новинарот е тој кој што го бира правецот каде што ќе плива во таа матна вода и дека новинарот е тој кој што ќе прочисти водата од, бидејќи во оваа професија знаеме има доста стереотипи. И вие сте новинари, знаете многу често кога ќе те прашаат што си новинар, вие новинарите. Тоа е веројатно таа лажна слика и таа матна вода не е загадена од страна на новинарите, медиумските работници, туку многу фактори влијаат од страна. Ама новинарот е тој кој што ја прочистува веројатно водата. И сега успеваат ли да ги поместат новинарите работите? Токму, те одбравме лидер за неделава заради тоа што една твоја сторија, предпоставувам, затоа е заслужена наградата која добија од Сдруженијето на новинари, ги помести работиве. Некој увиде дека нешто се случило. Ајде малку повеќе околу таа приказна да ни кажеш. Да, значи наградата оваа година ја добив јас од Сдруженијето на новинари, колегите од Радио МОВ, каде што има исто така еколошка тема, би рекла, и за животно дело колегата Чумовски. Ова приказна за робените бели дробови на градот, види вака ја следи изминативе 2 години. Така. Со тоа што започнавме со еден видеоприлог, краток, каде што професорот од Шумарскиот факултет Кирил Сотировски го кажа овој проблем, што се случува со задавените дрвја на територија на град Скопје. Токму тогаш професорот имаше и направена мапа заедно со свој студент, каде што лоцираше околу 400 дрвја. Кои што се заробени од урбаната опрема околу нив? Околу со цврст материјал, бетон, асфалт, плочки и така натаму. И веднаш по објавата на прилогот реагира од град Скопје, значи тоа е
една мала победа на секој новинар, на секој медиум, каде што побара со професорот Кирил Сотировски со Шумарскиот факултет да подпишат меморандум за соработка, со тоа што тој меморандум ќе значи ослободување на сите дрвја на територија на град Скопје. Да, чинам дека можеби години и пол помина како тој меморандум е запишан, ете јас имав таа среќа да присуствувам на таа пресконференција во град Скопје. Да, и потоа рековме, оставивме простор, нели, дрвјата да слободат. После година и пол, две, реков да видам до каде е ослободувањето на дрвјата. Отворив мапата на професорот Кирил Сотировски, видов дека бројката сега драстично зголемена, дека на нови заробени дрвја. На нови заробени дрвја кои што ги има лоцирано професорот околу 800. И тогаш направив прво обиколка низ цело Скопје и видов дека заробените дрвја се всушност заробени дури оние млади на стебла што дури сега почнуваат ново засадени. Што значи дека и новите дрвја што се засадени продолжуваат да не се внимава и да бидат задавени. За жал нивната судбина е прилично фатална, односно ќе се исушат и така натаму. И тогаш решивме да правиме ова истражувачка приказна, каде што укажавме нормално, се јавив прво во град Скопје, ни кажа дека е ослободиле само 200 дрвја откако е подпишан меморандумот, дека планираат и во иднина да ослободуваат, но дека голем дел од дрвјата не се под нивна надлежност, односно дека тоа треба да го прави општината. И така започна еден лавиринт каде што се јаваш под општини, па потоа почна изговорот, ама сега е пандемија, не можеме да ги ослободуваме дрвјата и така натаму. И успеавте да поместите таа работа? Успеавме со самото тоа што навистина се крена прво голема фама во медиумскиот свет за оваа тема. Стана луѓето свесни за тоа и откако го направивме истражувањето и кога видовме дека општините и град Скопје си ги префрлаат своите надлежности и така натаму, ние направивме нешто што прво бевме шокирани бидејќи не очекувавме толку одзив. Во виде вака направивме регионална мапа, каде што нашата публика ја поканивме да ни испраќа фотографии на заробени дрвја. И добивме неколку стотици фотографии, не само на територија на Скопје, значи на цела Македонија, но и регионално. Добивме од Србија, од Албанија и од Косово. И всушност ова е глобален проблем со задавените дрвја. Не е само на територија на Скопје, туку е глобален проблем. Со тоа што видовме дека навистина постои голема желба и кај народот и постои свест дека заробените бели дробови на градот се всушност многу значени, бидејќи знаеме ние Македонија каде е на листата по загаденост и така натаму. Така што направивме поместување во однос на тоа дека потребно е малку да размислуваме дека е важна оваа животна средина, важна е екологијата и нормално нема да застанеме тука и понатаму ќе се обидеме да притискаме, да ги притискаме надлежните за да ги ослободат, како што ветија заробените бели дробови на градот. Еве тука ќе продолжам со една констатација дека уствари ете потребен е лидер овој пат во новинарството кој што ќе потегне или ќе повлече јавната свест на луѓето да некој проблем кој што го има биде нотиран и дознаен, претпоставувам дека. Лесно или тешко е да се биде новинар во Македонија? Па и лесно и тешко. И мене ако ми го постава тоа прашање, претпоставувам дека да, и лесно и тешко. Да. Што е оно што е тешко, што е оно што е лесно кај Христина да биде новинар во Македонија? Иако пази, не знаеме како е, можеби запад некаде новинари или се подобри или подобро состојба него нас. Да, зависи, секогаш мислиме дека е подобро на друго место. Да. Како што кажав, јас сосема случајно заплива во новинарството и јас секогаш велев дека последно нешто во животот би била новинар или политичар. Тоа е така зошто? Затоа што целиот свој живот размислував дека ќе бидам и дека ќе студирам глума. И ја имав таа искривена слика што голем дел за жал кај нас
имаат за новинарите, дека новинарството не е добра професија. Дека секој може да биде новинар. Дека секој може да биде новинар, дека нема екзактна наука и дека можеш ти да бидеш медицинар, новинар и со медицински факултет можеш да бидеш или со не знам со шумарски факултет можеш. И дека е многу лесно да напишеш ти текст, да направиш истражувачка приказна или било што, дека може да се фокусираш на едно нешто, ама новинарството е сосема лесна професија и таа искривена слика околу новинарството дека нема вредности или не знам, ја имав јас во моите очи. За жал не успеав, не ме примија на факултетот за драмски уметности, за жал или за среќа, не знам, ќе видиме. И така се запишав, требаше, бидејќи беше втор уписен рок, на факултет и реков нема да се запишам никаде со кофинансирање, ќе се одлучам само во државна квота. Имаше слободни места за новинарство околу 6 и 10 за политички студии. И правев пеци ми испадна новинарство. И токму тогаш ги имав тие црните очила на мене, каде што се чудев на сите колеги од околу колку сака да бидат новинари и како ќе го променат светот. И потоа сватив, за среќа одма почнав штом се запишав на факултет, прво сакав да се докажам на себе си дека јас можам да ја работам оваа работа. И тогаш почнав одма да работам во Студент FM, радиото универзитетско. И тогаш бев од другата страна на сцената, односно правев прилози со уметници, снимав емисии и така натаму. И сватив дека почна тие темните очила да ми се чистат, односно да ги ставам во улогата која на новинарот дека имаш можноста и привилегијата да пренесеш информацијата, да ги исправиш работиве кои што можеби не се како што треба? Да, апсолутно. И тоа дека новинарот е тој кој што ако имаш цел и ако знаеш што сакаш да правиш и ако во сето тоа што го работиш дадеш љубов, тоа ќе биде успешно, барем тебе ќе ти биде убаво. Тоа е најбитното. И така јас на почетокот всушност имав среќа да работам повеќе на теми на култура, нешто што многу ме интересира. И тогаш сватев дека голем дел од уметниците со кои разговарав ми рекоа да ти можеш да делуваш и во културата и во било која друга сфера од таа страна, од другата страна како новинар. Така. Ние и во самата најава на денешново издание на Лидер на неделата, но и во оној телефонски разговор кој го правевме договарајќи се за ова твое гостување, ми рече дека не се чувствувам како лидер. Зошто е тоа така? Па не знам, можеби затоа што имам многу голема тежина кон зборот лидер. Веројатно треба да имам стаж и товар доволен за не знам, за некоја година да се усетам дека сум некаков си лидер. Или пак можеби треба некој друг да рече да Христина е лидер заради тоа што тој тоа го направи или заради тоа што успеа да го направи. Затоа што наградата е доказ дека во нешто во изминатава година дена си известувала, си била лидер, си се истакнувала од останативе. Да, се согласувам дека наградите значат. Е признание некое и е мотивација. Апсолутно, особено во нашата професија, општо и во секоја професија. Но дури тоа не мора никој да ти каже дека ти си лидер. Битно е да се чувствуваш. Јас сега во моментов не се чувствувам како лидер. Но сепак да, годи кога некој ќе ти каже или ќе ти додели токму титулата лидер на неделата. Секогаш прашувам во оваа емисија лидер и самодоверба. Таа се создава низ годините и искуството или пак е, пак се вратиме на важно е семејството и родителите кои веројатно нели уште од детството и младоста ги создаваат своите деца да бидат лидери или несвесно ги поттикнуваат лидерските способности кај нив? Самодовербата, да, ми се чини дека доаѓа коренот на самодовербата веројатно од семејството. Потребно е да имаш подкрепа за некој за да ги знае твоите квалитети или да верува во твоите квалитети за да стигнеш таа самодоверба. Ама повторно мислам дека лидерството е нешто кое што со текот на времето се го добиваш во зависност од тоа каков товар ќе носиш со себе, во зависност од тоа какви предизвици, во зависност од тоа каква цел имаш и колку си упорен. Така што ми се чини дека лидерството
е многу важна упорноста и целта по која што стремиш. А самодовирбата, да, се согласувам дека самодовирбата доаѓа од семејството. Едно можеби ќе биде полично прашање. Бевте ли председател на класот на оделението? Одевте ли во сите можни секции додека учевте? Ја видовте ли уште во вашето детство способноста, пак сега можеби вам ви делува тежок зборот лидер, но способноста да еве де факто како новинар кој работи на платформата Види вака, собере зад себе тим, споменавме тоа да биде и не знам и монтажер и уредникот за консултација, тоа да биде и снимателот, кој што ќе го повлечете и ќе работи заедно со вас. Знаевте од млада дека ете утре ќе успеам јас не само индивидуално што ќе настапувам, него зад себе ќе успеам да потегнам луѓе нешто да направиме, ќе ги убедам дека ова е вистинското оно што треба да го направиме. Да изгледа вака. Никогаш јас сум тимски човек. Имено? Значи јас сум тимски човек и сметам дека за успех секогаш е потребен тим зад себе. Така што ја имав таа чест и мислам дека го имав едно преубаво детство. Затоа што околу 12-13 години одев во драмско студио. Како што кажав и претходно, секогаш на шала на мајка ми кажувам дека сигурно мојот прв збор бил поврзан нешто со култура, со уметност и така натаму. Јас од 3 години кажав дека кога ќе пораснам ќе бидам глумица и ништо друго. На 6 години се запишав во драмско студио и благодарение на тоа драмско студио јас ги стекнав тие вештини на што значи професионалност, што значи да имаш тим зад себе, дека доколку ти ги знаеш репликите, а колегата до тебе не ги знае репликите, дека целата представа може да отиде во погрешна насока и така натаму. И тимот е најважно во секоја професија. Така и во новинарството, ама никогаш од детството не знам, не сум размислувала, ниту пак сега размислувам дека јас треба да убедувам некој или било што. Се работа на разбирање. Така и со моите колеги од Види вака функционираме како едно. Знаеме и свесни сме дека јас како новинар можам да го напишам најдобриот текст, но доколку мојот колега снимател не го сними тоа добро или доколку монтажерот не го измонтира добро, тогаш ништо од тоа. Така што тимот е тој кој што функционира и сите треба да сме во првите борбени редови. Христина, може да се глуми новинарство? Не. Зошто? Затоа што глумата е глума само на сцената. Во новинарството ми се чини дека тоа веднаш... Пак сме ние на сцена. Ние сме на сцена. Јавен простор, не гледаат, не слушаат, не... Апсолутно да, ама народот чувствува кога нешто глумиш, кога ги правиш работите обратни, ако... Новинарството, најважната работа во новинарството е објективност. А доколку глумиш, тогаш... Ке бидеш пробиен, провален или како? Апсолутно. Да. Како е да се биде дел од тимот на Види вака? Убаво е многу да се биде дел од тимот на Види вака. Види вака е еден медиум за дигиталната генерација. Нашето мото е да правиме приказни што вредат. Така што ми се чини дека за секој новинар е тоа предизвик да прави приказни што вредат. Едноставно обстојуваме веќе 5-та година поред. Што прославивте некој значителна бројка на видеа кои што досега се објавени? Да, имаме околу 2000 видеа. И не застануваме тука. Она што е убавината на Види вака е што ние започнавме со медиум кој прави кратки видео приказни, што до тогаш на оваа подне беа навистина пионери сте во работа. За разлика од Западот, каде што ова не беше ништо ново, но кај нас беше стварно нешто ново и ние не застанавме тука. Токму и тоа е убавината на Види вака, затоа што секојдневно учиме и правиме нови работи. Значи започнавме со кратки видеа, сега правиме кратки документарни филмови, графички вести, анимации, истражувања, мултимедијални приказни така натаму. И затоа е убаво затоа што никогаш не е здодевно и никогаш не си во некоја си комфортна зона, како да, секој ден го работам ова, секој ден е исто, од 9 до 5, од 8 до 5 се едно. Тоа е убавината се биде дел од тимот на Види вака. Во тимот на Види вака постојат шефови или лидери?
Постојат колеги. Да, какви се предпоставените таму или не знам, можеби се оди на принципот секој со своите способности да тоа придонесе кон некоја подобра приказна. А вие сте тука само да помогнете целата реализација. Па не постои хиерархија нормално, но не се чувства таа хиерархија. Ми се чини дека тоа е убавината. Кога работиш некаде да немаш страв, притисок или било што, сега шефот ќе дојде, директорот ќе дојде, уредникот е тука или било што. Така што сме сите колеги на иста линија, сите си помагаме меѓу себе. Морам да ги споменам колегите, мал тим сме. Еве ќе започнам со мојот цимер од канцеларија, Синиша Елиевски, монтажер, тој поранешен колега, монтажер, снимател, графички дизајнер, Крстер Шупев, директор на фотографија, односно снимател, монтажер, Горијан Атанасов, монтажер. Сега сигурно ќе заборам некој. Сунај Сабриевски, колега новинар. Марија Севриева, која што неудамна, освен новинарка и главен и одговорен уредник на Видивака, претходно беше колегата Александар Манастиев, кој за жал повеќе не е дел од тимот. Јасмина Колчаковска, задолжена за финансии. Горан Игич, основач на Видивака и програмски директор. Мита Кузевски, директор на Фондација Идеја Југоисточна Европа и основач на Видивака. И Дарјан Радинковиќ, кој што е задолжен за маркетинг. Тимот на Видивака од месецот се зголемува, така што имаме и нови колеги. Тоа ми е особено драго што од тој мал тим сега прераснуваме во малку поголем тим. Споменат дека твоето прво искуство во медиумите во студентските денови во Студент ЕФМ. Студент ЕФМ. Тоа е претпоставувам дека и вашата прва љубов радиово. Да, ако го тргнеме тоа од претходно со глумата, бидејќи јас во медиумите сум од 6 години, како што кажав, со синхронизација на цртан филмови се, но во новинарството ми беше токму во радиото и претходно ми беше стварно еден медиум кој што не го разбирав, многу ретко слушав радио и се тоа. Од овој денешен аспект како гледаш на радио, со оглед на тоа дека еве и самата платформа Видивака нели обстојува на социјалните мрежи. Денеска интернетот кој што го имаме е главната алатка за комуникација, за пренесување на информации. Радиото некако како да подзастана, бидејќи се уште користиме нели радиофреквенција кога све веќе, иако и ова е се каде што сме сега присутни дигитализирано. Како гледаш на радиото еве од оваа дистанца кога веќе долги години не си таму, кога веќе си во видеопродукција, можам да кажам? Радиото сметам дека еден преубав и моќен медиум, бидејќи да се задржа вниманието на публиката само со гласот, нема ништо помошно. Да. Тоа е умешност, дефинитивно. За разлика од видеото каде што може човекот да не обврнува толку многу внимание со тоа што ќе сликата може да го покрие кажанова или апсолутно да. За разлика од радиото. Затоа кажувам дека еден многу моќен медиум и затоа ми е особено драго што се отвораат нови млади радија, затоа што ми се чини дека допрва ќе се врати сјајот на радиото. Еве гледаме дека доста актуелни изминативе години е подкастот. Да. Така што и се интегрираше и радиото во интернетот едното со друго. Едното со друго. Така што радиото и на социјални мрежи се може да се комбинира, ама ми се чини дека моќта на радиото ќе остане, дека никогаш нема да изумре радиото. Постои ли некој совет во однос на лидерството кој што би го упатила на не знам помлади твои колеги кој што би му кажала што треба да прават, како треба да прават, она што вие сте го добиле низ годиниве и за вас било особено важно и значајно, што би им го пренеле на помладите генерации? Релативно сте млада, нели? Чудно е дека можеби ако нашиот и колега Александар Чомовски го прашаш, кој што има долгогодишно искуство, е друго, но чудно можеби делува кога млад човек треба да каже за некој помлади. Но еве, јас ќе ти откриам дека кај нас во радиово исто така работат млади деца кои што имаат што да учат, а и сметам дека можеби сега ќе ти изгледа претенциозно, но
искуството кој што го имаме за нас не дава за право да ние им покажеме, им кажеме како е се работи. Утре ќе дојде нов колега во види вака ќе треба да го подржи. Што ќе му пренесеш на твојот колега? Па пред се да верува во тоа што го работи. Во темата која што работи, јас сум човек кој што кога ќе започне некоја тема да работи, сакам максимално од себе да го дадам. Иако тоа не е возможно, нели ти е 100%. Секогаш фалат последните 5 минути, да. Секогаш фалат, но секогаш да се стреми кон тоа, да се биде упорен и да веруваш во тоа што го работиш. Затоа сметам дека е многу важно човек да се пронаѓа. Доколку видиш дека не ти одговара оваа професија, никогаш не е доцна. Затоа што живееме во едно затворено општество каде што секој ти кажува на која возраст што треба да направиш, ама сигурна работа треба да имаш, батали ти тоа, гледај си лебот. Се соочуваше Христина низ години со истите овие работи кои што сега ги спомнуваш, батали тоа се тоа е новинарство, па тоа дали се исплати, па дај да влеземе да работиме во државната администрација, таму е сигурно, таму кредитот ти е загарантиран дека можеш да го земеш. Да, тоа секојдневно. Како тоа ти ќе започнеш да работиш некаде каде што не ти е сигурно, каде што не си пријавен, каде што земи си нешто што ти е сигурно, барам да знаеш дека си сигурен и дека барам ќе имаш леп. Ако повторно ти се укаже шансата да можеме да ги вратиме сказалкиве назад, времето назад или како и да речеме, повторно би го избрала да го одиш истиот пат? Скроз, повторно. Дури во еден момент се случуваше јас да работам на 3 места паралелно, за еден човек, млад човек од 22-3 години, да работи на 3 места и да спие по 3-4 сати само во денот, беше од оваа гледна точка, би си кажала на себе се ти си луда, но би поминала скроз низ истото, затоа што е многу убаво искуство, стекнуваш многу контакти и токму тогаш ја чувствуваш професијата и тежината на професијата да се биде новинар. Лидер по дома. Можно ли е лидерот да остане лидер и по дома или таму паѓа копјата? Па веројатно мора да има некој лидер дома. Добро, се уште нема да откривам многу работи, се уште си млада, но ете, ако можеш во професијата да бидеш лидер, дали можеш да истото го пренесеш и дома? Да. Ми се чини за мене најголем лидер е мајка ми. Така што апсолутно сметам дека мора исто и дома да има повторно целиот тим, би кажала, од дома сте едно, функционирате како едно, но сепак мора некој кој што ќе ги држи конците, да, и ќе биде двигател. Така што и за дома можеби поделени се улогите. На работа може да бидеш нормално, на работа си еден, дома си друг, но секогаш веројатно се издвојува некој кој што ги држи конците дома и го држи целото стебло. Пријатели, имате ли време за нив? Со оглед на тоа дека оваа професија знае понекогаш да биде и не само понекогаш, повеќе пати да биде неблагодарна, да значи задржување на работа, да значи многу работа, да значи не знам, непостоење на работно време, дека ти денес ќе одиш во 8 часот наутро и во 16 часот ќе се вратиш дома. Има ли време, Христина, за своите пријатели? Секогаш има време за пријатели, така што оние најблиските пријатели секогаш знаат и ја знаат тежината на работата и умеат да те сватат. Дури не мора да се видиш, може месец-два да не се видиш, но доволно е да си пишеш порака или да се слушнеш во текот на денот. Така што секогаш сметам дека треба да има време за пријателите, бидејќи тие се дефинитивно најголемата поддршка што може еден човек да има. Ајде да направиме едно поврзување. Лидер и харизма. Лидер и ораторство, лидер и самодоверба, лидер и идеологија, лидер и што е можеби според тебе најважно? Лидер и човек, да го имаш човечното во себе. Сметам дека тоа е најважното. Зависи од професијата. Можеби нема потреба да бидеш добар оратор за да бидеш лидер. Можеби треба да бидеш харизматичен за некоја, повторно ќе кажам, зависи од професијата, зависи да имаш идеологија, претпоставам, за да бидеш лидер у политика. Да. Па кај нас идеологија и политика малце е сложено прашање.
Така барам мислам јас. Сметам дека и да си политичар треба да бидеш човек пред се, да не бидеш себичен, затоа што за да бидеш водач за нешто, треба да размислуваш и за другите, како име на другите. Така што би кажала сите овие паралели пред се треба да тргаш така, од себе, од човечноста, да правиш промени, тоа што го зборувавме на почетокот, од себе во својот живот и да мислиш на другите. Само така можеш да бидеш водач и лидер. Какво е вашето чувство? Не перцепираат ли луѓето нас, новинарите, како лидери? Повторно ќе се вратиме на почетокот предното, нели, кога зборувавме за новинарството или лидерството и што можат новинариве да направат во едно општество, колку можат да влијаат на самите промени. Сметате дека не сметаат нас за лидери во општеството овдека, иако лени рековме, па може би на запад е подобро или не знам, ке не се врати? Зависи од ситуацијата. Некогаш публиката знае да биде многу немилосрдна, односно знае за некоја тема најлесно да се обвинат новинарите. Некогаш знаат и да не воздигнат. Значи се зависи од ситуацијата, но сметам дека голем дел од луѓето и од публиката има доверба во нас. Сега дали не сметаат како лидери, односно не сметаат како професионалци кои што прават некакви си промени, што до некаде може да се каже со терминот лидер или водач. Така што ми се чини дека публиката, барем од тоа што бараат помош од нас за нивните проблеми, нивната животна приказна, да можеме да пренесеме во јавноста, не сметаат за некакви си водачи во општеството. Годи тоа? Пријатно ти е кога, да речеме, те препознаваат или не знам во друштво меѓу твоите пријателки, ова е новинарката, ти годи тоа, убаво ти доаѓа кога ќе ти речат, новинарката, она знае се, она... Па не гледам така на работите, мене повеќе ми значи кога ќе ми се јави некој човек и кога ќе ми каже дека видеото, прилогот, текстот што сум го напишала за него, дека сум му го променила животот, дека проблемот што го имал бил надминат благодарение на тоа видео. Тоа е тоа што најмногу ми годи, што ја сметам како најголема награда во професијата. Затоа дали некој ќе ме препозна или не, дури некогаш кога ќе ме прашаат зошто не работиш во телевизија, имам работено на многу проекти поврзани со телевизија, но не мора да си јавна личност, можеш и како анонимен новинар да направиш промени и да бидеш многу влијателен, да. Така. На што работи Христина во овој момент? Во моментов сум во Видивака како новинар. И за таа среќа во Видивака не сме, секогаш имаме таа слобода да се бираме сами теми. И во моментов на што работиш? Во моментов работам на неколку работи. Правам пред се луѓето кои што ме знаат дека културата ми е најголемата слабост, но за жал периодов немам многу случувања ради COVID-19. Па да, но и многу други обврски, многу други проекти, но теми на кои што работам периодов се за маргинализирани заедници, работам на еколошки теми, за животна средина и така натаму. Вклучена сум во еден проект изминативе 3 години каде што активно работиме на менување на наративите кон ромите во здравствените институции, каде што за жал ромите се најмаргинализирана група на граѓани во држава воопшто и во светот. Така што сум вклучена во тоа и да, за жал пандемијата со COVID-19 некако ни направи малце хаос. Многу повеќе треба да гледаме што се случува, особено на овие луѓе кои што кажав, на маргинализирани заедници, но повторно ќе кажам, убавината на Видивака е што немаме стрикно некоја си тема која што јас сега во моментов ќе работам само, не знам, екологија и тоа се темите кои што ги терам. Туку имаме слобода и да секојдневно да правиме теми што се случува некогаш и со политика да правам теми, колку и да избегнувам и колку да не ми е блиска страна, но сепак
Види вака е медиум каде што за разлика од мејнстрим медиумите секогаш правиме приказни кои што заслужуваат внимание, а многу малку од мејнстрим медиумите обрнуваат внимание. Обрнуваат внимание, токму така. Да, и токму затоа веројатно ја добивме таа титула гласник на невидливите. Ја имав таа чест што минатата година исто така добив и наградата гласник на невидливите што ја дава платформата против сиромаштија во Македонија. Годи да работиш во медиум кој што го смета дека е гласник на невидливите. Време за себе наоѓате ли? И што правите со него? Време за себе секогаш. Наоѓате. Секогаш мора да се најде. Дури секогаш велам може да не спиам. Да спиам многу малку, ама да најдам време за себе и тоа што сакам да го работам. За жал COVID-19 настави во еден балон каде што не можеме да уживаме од претходните нормални работи кои што уживавме. Да, тоа ми беше моето следно прашање. Како влијае нели ова новото нормално што го велиме? Влијае многу. Мислам дека и допрево уште повеќе ќе влијае за жал. Зборувам на психолошки план кај сите луѓе. Но човек е таков каде што секој се мораш да се навикнеш на тоа што ти е на тоа што се случува, така што сите се навикнавме на ова новото нормално. Нормално дека ми недостасува сето она што претходно го правя во слободно време, да одам во театар, да одам на филм. Ви се отежна работата во платформата Види вака откако еве сме во оваа ситуација. Еве јас една само мала дигресија ќе направам дека кога се работи на веб портал, да, тоа може да го правиш од дома, но кога треба да пристигнеш во студиово и да го работиш тоа пред микрофон, тука нема откажување, тука нема COVID-19. Кај вас се смени нешто во однос на таа работа или излегувањето на терен кои што ги правите, ви се намалија, ви се зголемија, ви се направија поинакви да шетате со маски? На почетокот беше навистина тешко кога започнавме пред отприлика една година кога започна целиот хаос со пандемијата и навистина ни беше страв и пробавме месец-два да работиме од дома, но тоа функционираше многу тешко, бидејќи тогаш се намалија многу снимањата, па луѓето сам ќе се снимам со мобилен или преку Zoom, не истиот квалитет и пробуваш, но беше навистина многу стресно. Повторно на новото нормално се навикнавме, или ние новинарите во први борбени редови секогаш и секаде се навикнавме, но има проблеми и предизвици бидејќи може да се случи во последен момент, за жал многу често се случува периодов, да ти откаже соговорник баш поради тоа кренав температура, пројавив симптоми, да оставиме за понатаму, врзан си со време, мораш да го направиш сето тоа. Се соочуваш секојдневно со такви проблеми и предизвици, но ситуацијата е таква каква што е, па се сноѓаме. Мораме да се прилагодиме. Да. Наградата веројатно е сатисфакција, не би било благодано да речете дека не, и тоа сатисфакција за да продолжите понатаму на својот пат. Кој е тој пат кој што го одбира Кристина да биде? Одамна пристанав да си правам планови во животот, но со овие розови очила што ги имам моментално, дефинитивно ќе продолжам и понатаму да се занимавам со новинарството. Пред се мене ми е секогаш важно тоа што го работам. Изминативе 10 години во сите тие медиуми, сите тие фирми сум имала среќа да работам во одлични фирми, каде што можам да научам многу. И тоа е всушност тој пат кој што би сакала и понатаму да го одам и понатаму да работам работи кои што ги сакам, бидејќи сметам дека седол е момент кога ќе ми стане комфортна зона и кога ќе сватам дека ми е до некој начин досадно тоа што го работам или дека нема некој нов предизвик, веројатно би барала нешто друго во новинарството. Не знам, можеби за 10 на 15 години ќе размислувам поинаку. Имав еден поранешен уредник кој што еднаш ми рече секогаш треба да знаеш кога во новинарството треба да излезеш. Јас кога го прашав, а како ќе знам, ми рече ќе почувствуваш. Сега можеби
за некое време ќе почувствувам дека треба да излезам во новинарството, ама сега од оваа гледна точка би сакала да работам цел живот како новинар. Лидерството не е нешто што некој може да ви го даде, иако нели споменавме низ овој разговор дека наградата која што вие ја добивте за истражувачката сторија од Сдруженијето на новинари на Македонија практично е таблирало на титула или лидер да биде. Некој вела дека тоа мора да се заработи и да го заслужите сами. Сметате дека сами свето тоа морате да го направите за да го добиете таа титула или тоа лидерство да го добиете? Иако споменавме низ разговоров дека тимот е многу важен кога работите, но може некој сам да биде лидер во нешто? Може да бидеш сам лидер во својот живот. Апсолутно. Да, ама затоа кажувам дека титулата, затоа ги споменав политичарите на почетокот. Така. Дека тоа е доделена титула. Тоа не значи дека еден политичар е успешен само поради тоа што е лидер во партијата, во државата, во градот или така натаму. Затоа сметам дека лидерството не треба да биде доделено, туку лидерството се стекнува. И затоа е таа тежина што имам кон ова зборче лидерство. Така. Ти благодарам што овој петок прво не удостои со твоето присуство во Радио Лидер, што поразговаравме како е да се биде лидер, како е да се биде лидер во новинарството. Секоја чест уште еднаш и честитки за наградата која што ја освети, посакувам уште многу успеси, уште многу стории кои што ќе бидат прозорецот на јавноста кон она што се случува реално, да им ги доближиш ситуациите, па во некоја следна прилика можеби ќе бидеме во обратната ситуација да дискутираме. Ти благодарам, и беше навистина пријатно во овие веќе 50 на минути кои што ги разговараме овде. Благодарам многу за поканата и за титулата што ми ја доделивте лидер на неделата. Навистина ми беше пријатен разговорот и сигурна сум дека ќе бидат обратни страните, бидејќи јас како новинар многу повеќе сакам кога поставам прашања како кога ми поставуваат. Така што би сакала следниот пат да бидеме во обратна ситуација. Да, можеби некоја сторија ќе произлезе да види вака како функционира во 21 век радиото, па ете ќе покажеме. Ти благодарам, Христина, уште еднаш што беше наш лидер на неделата. Тоа беше Христина Ѓорѓиевска, наш лидер на неделата, добитник на наградата Јашар Ерабара за годишно истражувачко новинарство за сторијата за робените бели дробови на градот. Секако, оваа емисија ја реализиравме со помош на тонската реализација на Горан Лазаровски, а за видеостримот на страната Радио Лидер беше задолжен Димитар Ѓураковски. Моето име е Иван Лазаров. Овој петок, 2 април 2021 година. Главен и одговорен уредник е Љупчо Златев. Лидер FM